Good evening, this is Peter Bartkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nehanta. Next is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер и добар ви еден сат во придружба на нашата македонска радио програма. Сите ве поздравувам и ви посакувам добро здравје, голема среќа и убава заедничка вечер заедно со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Ньюкасел и околината, најновите вести од Македонија и вашите желби честитки. Вечерва со вас е вашиот водител и уредник на македонската радио програма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и неколкуте соопштенија. Одборот при македонската општина овде во Ньюкасел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Ньюкасел. А за повеќе информации околу ова ќе најавиме во наредните програми. Како што знаете, нашата Dancing Group организира 50 годишнина од постојањето на игрорната група Стив Наумов. И тоа во сабота на 4 ноември ова година во нашата македонска сала на School Street, Бротмедо. Тикетите се $55 по лице, деца од 6 до 12 години само $20, деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено убава музичка група со Сенатор, бенд, исто така Саре Симеонов и настап на нашата игрорна група Стив Наумов. Вратите се отворени во 6:30 сатот вечерта. На барот можете да си земите секакви безалкохолни и алкохолни пијалоци. Тикетите се продават во македонската сала секој петок од 6 до 8 сатот вечерта. За повеќе информации околу ова забава, јавете се кај Джесика Маджуровски 0404 934 218, Белинда Тиздайл 0402 737 767, Мелани Дончовски 0409 513 340 и Натали Стериовски 0420 421-001. За повеќе информации околу забавата на 4 ноември во нашата македонска сала за 50 годишнината од постојањето на нашата игрорна група Стив Наумов. А сега да продолжиме со најновите вести од Македонија. Дали се македонците виновни за спорот кој Грција го води против Република Македонија?
и тоа дека сака да исчезнеме ние како човечки суштества од ова држава. Дали македонците се одговорни што Република Бугарија го негира нашето постоење и нашиот јазик, исто како што сака да ги изнегира господинот Зоран Заев? Дали македонците се виновни што Република Србија не го дозволува нашето право да имаме сопствена црква? Дали македонците се виновни што во 2001 година Македонија беше нападната од надвор со цел за да се отцепат територии од нашата држава? Господинот Зоран Заев треба да биде свесен и да му биде јасно дека со ваквите изјави, со ова политика која ја спроведува, тој гази ни сите оние жртви кои низ историјата го дале својот живот за Македонија. И на крајот гази врз луѓето и семејствата кои се завија во црно во 2001 година, кои се бореа за да се случува токму тоа што сега го нуди господинот Заев, изјави Србов. Груевски, ние размислуваме 10 години однапред. Се приближуваме до 15 октомври, а вие добро знаете дека ова не се обични локални избори. Вие го имате последниот збор и вашата одлука е многу важна, зашто одлучувате за заедничка иднина на нашите градови и за иднината на нашата држава, порача лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на вчерашниот митинг на коалицијата за подобра Македонија во општина Газибаба. Тој истакна дека остануваат само уште неколку дена до моментот на одлучувањето од кој, како што кажа, ќе зависи по кој пат ќе тргне Македонија. Ние размислуваме 10 години однапред. Имаме соништа, имаме визија, имаме храброст, љубов и вера. Ја имаме новата ера. Тоа е нашата главна разлика и квалитет од другите. Ние ја нудиме новата ера во која нема да има неасфалтирана и неосветлена улица. Нема нова ера на двојно намалена невработеност кај младите и поголеми можности за стекнување со собствен дом, рече Груевски. Тој вети и 2,5 пати повисок приход по жител, но и 2,5 пати повеќе пари во државата за капитални проекти, нови патишта, водоводи, болници, канализација, училишта, улици и паркови. Ветуваме нова ера на најниски даноци, поголеми плати, пензии и субвенции. Нова ера во која во секоја општина во државата, вклучително и во Газибаба, учениците од 1 до 5 ќе имат бесплатен здрав оброк на училиште, потенцира Груевски. Посочи дека во изминатите години значително ја намалиле невработелноста во општината Газибаба. Во Газибаба бројот на вработени во 2006 година беше 7429, а на крајот на 2016 15.430. Тоа е повеќе од двојно, а невработеноста во општина Газибаба во рок од 11 години ја намаливме за 54%. Во изминатите 4 години инвестиравме големи средства за асфалтирање, изградба на улици, тампонирање на локални улици, реконструкција на патни правци, изградба на кружни текови, нагласи Груевски, и додаде дека се реализирани 86 проекти со вкупна должина од преку 90 км низ сите населени места во општината. Кандидатот за градоначалник на општина Газибаба Тони Трајковски порача дека граѓаните лесно ќе направат избор, бидејќи ќе се сетат, како што рече, кој досега стоеше на ветениот збор, кој гледаше и градеше, реализираше дела, а кој лажеше. Изминативе 4 години заедно со вас реализиравме повеќе проекти во секое населено место и во секоја населба, отколку што претходно беа реализирани во изминатите 17 години, рече Трајковски. Потсети дека неговиот мандат се изгради основно училиште Глигор Прличев, новата детска градинка Марковче, дека се асфалтирани над 90 улици во должина од повеќе од 40 км и тампонирани улици во должина од 60 км. Изграден е простор за паркирање со површина од 6000 метри квадратни, 30 км фекални и атмосферски канализации, повеќе од 10 км водоводни мрежи, повеќе од 16 км пешачки велосипедски патеки. Што ветуваат Заев и Груевски, а што ние? Потоа гледаме од тоа. Од локалните избори во 2013 година помина повеќе од 2 години, а покрај тоа што лидерот на СДСМ Заев
ги доби изборите и повторно стана градоначалник на Струмица, во овие индустријски зони нема ни трага, ни глас од тие минимум 30 фабрики, минимум 300 погони и минимум 3000 работни места. Наместо ветеното на просторосот на индустријската зона на Заев има само празна ливада. Од друга страна, во август годинава, премиерот Никола Груевски вети фабриката за Струмица, која ќе вработи 1500 луѓе. Од вчера ваквото ветување стана реалност со влегување на Johnson Controls во Струмичката индустријска зона. Генералниот директор на Johnson Controls ги соопшти причините зошто одлучиле да инвестираат во Македонија. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Струмица ја истакнаа важноста на ова инвестиција која донесе над 1500 нови работни места. Од ВМРО ДПМН Струмица создаваат и додаваат дека лидерот на СДСМ Зоран Заев целосно го има заборавено градот кој треба да го води, а не остварува скоро ништо од она што им го ветил на граѓаните. Армијата ќе добија 10% повисоки плати од јануари наредната година. Од јануари следува покачување на платите за 10% за сите припадници на армискиот состав, најавија денеска министри за одбрана и финанси Радмила Шекеринска и Драган Тевдовски при посетата на Штипската касарна Јане Сандански. Тие ги информира старешините и војниците дека буџетот за одбраната на 2018 година е зголемен, а средствата за плати се обезбедени. Ние го поддржуваме зголемувањето на платите во армијата, бидејќи мислиме дека тоа е важно. Најдиректните чинители и тие кои се борат и веќе придонесуваат со различни мисии за влезот во НАТО се војниците и тие треба да имаат повисоки плати, изјави Драган Тевдовски, министер за финансии. Влезот на НАТО значи раздвижување на економијата. Тевдовски додаде дека растот на платите во армијата ќе биде дополнителен притисок за зголемување на личниот доход во сите сектори, како што веќе се започна и со исплатата на минималната плата. Веќе различни институции го прават тоа. Станува збор за редовно исплаќање на плати и Министерството за финанси, ако ме прашувате директно, ќе се држи до законите кои се донесени од парламентот на Република Македонија, изјави Тевдовски. Во буџетот за идната година се одделени средствата за набавка на нова опрема за припадниците на армијата и реконструкција на дотрајните објекти во касарните. Сега следуваат вашите желби, честитки. Со песната Стрејкен роден ден. На саканите ќерки и сестри сакаме да му честитаме роденденовите на Ива 6-тиот роден ден, а на Клауи 8-тиот роден ден. Исто така му посакуваме Стрејке радост и се најубаво и највесело во иднина, со голем успех во школото. Сето тоа му честита таткото Боби, мајката Летка и сестрата Софи Марковски. Стари млади, срце силно
sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Srećen da je roden den, nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Srećen da je roden den, nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. На милите внуки му ги честитаме роденденовите на Клаво и 8-иот, а на Ива 6-иот роденден. Исто така му посакуваме голема среќа, добро здравје и успех во школото со сите најблиски. Овие се убави честитки испратени од дедото Живко и бабата Доста Марковски. Srećen rodenden! Čestam jaz, diskoteki, klubovi, se neka se otvori, ke slavime do 3. Danas mi je roden den, ajde društvo so me neke čestam jaz, diskoteki, klubovi, se neka se otvori, ke slavime do 3. Alelelelelelele, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Alelelelelelele, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Ajde ovoj roden den, da mi bide poseben, ke čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Alelelelelelele, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Alelelelelelele, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Hej, hej, srećen roden!
со песната Стрејкен роден ден. На нашите многу сакани поштовани внуки му ги честитаме роденденовите на Клауи 8-миот, а на Ива 6-тиот роден ден. Исто така му посакуваме добро здравје, голема стреќа и голем успех во школото. Тоа се убави честитки испратени од тетинот Крис, тетката Нета и брачедите Джошуа и Кристифа Урдаров. Сакам да те подсетам, дека не заборавив, роден ден ти честитам, на тебе јас помислив. Сакам да те подсетам, дека не заборавив, роден ден ти честитам, на тебе јас помислив. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Денес ти е роден ден, песна нека одекне, со неа те бакнувам, топло те поздравувам. Денес ти е роден ден, песна нека одекне, со неа те бакнувам, топло те поздравувам. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Животот е убав, знај, со тебе е поубав, посебен е овој ден, кога ти е роден ден. Животот е убав, знај, со тебе е поубав, посебен е овој ден, кога ти е роден ден. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Продолжуваме со вашите желби, честитки. Со песната Стрејкен роден ден. На милите и поштовани внуки Клауи и Ива Марковски му ги честитаме роденденовите на Клауи 8-миот и на Ива 6-тиот роден ден. Исто така му пожелуваме големо здравје, голем успех во школото. Овие се убави искрени желби испратени од тетин Џон, тета Сонја и брачедите Џони и Алекса Веловски.
Ra 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 ram ram param pararam parariram leta godinite Raj ram daradiram Danas mi je roden den Raj ram daradiram leta godinite Raj ram daradiram ne gi brojam koliko se Raj ram daradiram jedan život imam Denovite čekam dano, ti pred porti da izlezeš, a tebe te nema dano, ni od prozora da pogledneš. Denovite čekam dano, ti pred porti da izlezeš, a tebe te nema dano, ni od prozora da pogledneš. Dorite čekam dano, ti pred porti da izlezeš, a tebe te nema dano, ni u prozor da pogledneš. Dorite čekam dano, ti pred porti da izlezeš, a tebe te nema dano, ni u prozor da pogledneš. Dano, dano, dano dan će doći kraj mene, se che storam, da ti mrzam dano kosite, da ti ljubav ne ti usti da noćite, da si samo moja danče i bonokite. Dano, dano, dano dan će dojdi kraj mene, se che storam, da ti mrzam dano kosite, da ti ljubav ne ti usti da noćite, da si samo moja danče i bonokite. Večer moja dano, posle pono čardacite, che ti beja moja dano, se do zori zameracite. Dojdi večer moja dano, posle pono čardacite, che ti beja moja dano, se do zori zameracite. Dano, dano, dano dan će dojdi kraj mene, se che storam, da ti mrzam dano kosite, da ti ljubav ne ti usti da noćite, da si samo moja danče i bonokite. Dano, dano, dano dan će dojdi kraj mene, se che storam, da ti mrzam dano kosite, da ti ljubav ne ti usti da noćite, da si samo moja danče i bonokite.
dođi kraj mene. Seke stonam, da ti mrsam tamno kosite, da ti ljubav me ti usti da noćite, da si samo moje danče i vonokite. Dano, dano, dano danče dojdi kraj mene. Seke skoram, da ti mrsam dano kosite, da ti ljubav me ti usti da noćite, da si samo moje danče i vonokite. Уште еднаш да ги проследиме соопштенијата. Македонското културно-уметничко друштво Стив Наумов овде од Нјукастел организира забава 50 годишнина од постоењето на нашата игрална група Стив Наумов, и тоа во сабота на 4 ноември 2017 година во нашата македонска сала на School Street, Бродмедо. Тикетите се $55 по лице, деца од 6 до 12 години $20 и деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено најубавата музичка група Сенатор со Саре Симеонов и настап на нашата игрорна група Стив Наумов. На барот ќе има разни алкохолни, безалкохолни пијалоци. Ова вечера почнува во 6:30 сатот вечерта. За тикети јавете се кај Джесика Маđуровска, Белинда Тиздайл, Мелани Дончовски и Натали Стериовски. За повеќе информации околу ова забава. Исто така, одборот при македонската општина овде во Нјукастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала, и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 сатот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Нјукастел. А за повеќе информации околу нова година ќе најавиме во наредните програми. Brava momaka pini, brava momaka pini, brava momaka pini u popovi gradini, opama na mancama. Brava momaka pini u popovi gradini, opama na mancama. I na moma progovare opama na mancama. Ke gi pozineš, a ja sveđe krojam planoj da te ukradam. Gole merak ti mi praviš, druga ne sanjam. Te ti kupam urma prsten, begaj za mene. Najskam fustan zlatno lanče i bi to učaneće. So tebe ja svedem život, ke si živija. Svadba golema ke prava svadba, da se čudi cela bitova.
je zvori, cela bitola. Golem merak ti mi praviš, druga ne sakam. Ke te grabnam i ke begam, ne te ostavam. Ej ti kupa murma prsten, begaj za mene. Najskam fustan zlatno lanče i bitolčaneče. Zo tebe ja smenim život, ke si živija. Svadba golema ke prava svadba, da se čuli cela bitola. Begaj za mene, najskam fustan zlatno lanče i bitolčaneče. Zo tebe ja smenim život, ke si živija. Svadba golema ke prava svadba, da se čuli cela bitola. А сега да продолжиме со најновите вести од Македонија. Русија ги обвини САД дека глумат дека војуваат против исламската држава во Ирак, а всушност им дозволуваат на исламците да се префрлат во Сирија и да ги напаѓаат позициите на сириската армија. Сите гледаат дека коалицијата проведена од САД глуми дека се бори со ИД пред се во Ирак, постојано уфрлување на терористи од Ирак во Сирија, отворени сериозни прашања за целата на операциите против терористите кои во овој регион ги вршат воздухопловните сили на САД и на така наречената меѓународна коалиција, изјави генерал Игор Конашеков, потпарол на Руското министерство за одбрана. По падот на Алепо во Сирија и Мулус во Ирак, како и опсадата на сирискиот град Рака, исламистите на ИД се сконцентрирани во околината на Диар Езор, на границата меѓу двете Ирак и Сирија. Русија тврди дека нивните сојузници од сириската армија, која е лојална на Башар Ал-Сад, се обидува да ги потисне исламците од сириската страна на границата, но дека тие постојано добиваат засилување од Ирак. Притоа Конашенков обвини дека САД, кои се активни во Ирак, го дозволуваат уфрлувањето на исламистите во Сирија. Русија претходно ги обвини САД дека дозволуваат нивната воена база на границата меѓу Јордан и Сирија да служи како слободна зона за исламците на ИД. Нешто и од Македонија. Расте бројот на дебели деца во Македонија. Ова го покажува податоците на Институтот за јавно здравје според евиденцијата од минатата година. Направената анализа открива дека во споредба на 2010 година е зголемен бројот на дебели деца во државата. Поголем порас е забележан кај девојчињата. Лани Институтот за јавно здравје евидентирал дека над 15% од женските деца во државата се дебели, што за 2% поени повеќе во споредба со анализата направена пред 6 години. Кај момчињата разликата е помала. Во 2010 година 19,5% од нив имале прекумерна телесна тежина, додека лани има зголемување од 1%. Иследењето на дебелината кај децата се прави по препорака на Светската здравствена организација. Според правилникот на СЗО се евидентира и бројот на деца со зголемена телесна тежина. Ова анализа открива дека момчињата се повеќе склони на дебелењето. Податоците на Институтот за јавно здравје покажува дека над 30% од машките деца во државата имаат телесна тежина која е поголема од предвидената за нивната возраст. Неколку килограми повеќе имаат и девојчината. Близу 33% од женските деца во земјата имаат зголемена телесна тежина. Инаку проблемот со вишок од килограми го имаат и возрастните. 63% од мажите во државата имаат
зголемена тежина, а скоро 20% од нив се дебели. Кај женската популација пак се зголемена телесна тежина страдаат 48%, додека евидентирана дебелина има меѓу 17 од жените во државата. Според лекарите, дебелината и зголемената телесна тежина се најзначајни фактори за појава на срцеви заболувања. Се смета и дека овие луѓе имат намален квалитет на живот и поголема можност за појава на болести. Анализата на Институтот за јавно здравје, освен бројки, нуди и решенија за проблемот. Апелира до државните и локалните власти да обезбедат здрава животна средина и инфраструктура за спортување на младите. Нешто и од спортот. Младата фудбалска репрезентација на Македонија сосема потврли на гостувањето кај Гибралтар, каде го загуби квалификацијскиот дуел минимално со 1-0 и со тоа драстично ги намали шансите да се бори за нов континентален шампион. Домашните историската прва квалификацијска победа ја безбедија во 64-та минута, кога една долга топка Торилја ја смести во нашата мрежа. На мечот кој играше во Фаро, Португалија, настапија без Ѓорџев и Елмас. Тренерот на големата македонска репрезентација Ангеловски вели: Пандев покажа колку значи за тимот. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски, задоволен по триумфот од 4-0 над Албанија на предконференцијата, потенцираше за тоа колку е важно присуството на Горан Пандев во нашата репрезентација. Пандев одигра уште еден одличен надпревар и покажа колку е важен за тимот. Ќе направам се што е моја моќ, тој и во следните квалификации да го носи репрезентативниот дрес. Се надевам дека ова не беше неговиот последен надпревар за Македонија, изјави Ангеловски. За враќањето на Аријан Адеми на терените по суспензијата, кое беше зачинето со гол, Ангеловски истакна: Среќен сум за Адеми што е пак дел од репрезентацијата. Добивме одличен играч. Тој е пред се голем човек. Нашата репрезентација овие квалификации ги заврши на 5-то место во групата со 11 бодови. По стартите 4 порази, во последните 6 надпревари од групата, избраниците на Ангеловски имаат 3 победи, 2 нерешени и 1 пораз.
pravi. Ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman mori mare, mladjas ostare. Novo tebe mare kesu, večno zaljuben. Почитувани слушатели, на самиот крај на програмата сакам да ви пожелам добро здравје, голем успех до идната сабота во истото време од мене Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање. На сите ви благодарам што бевте со македонската програма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Saturday same time. Good night.